Имала ли министерката за финансии интерни информации дека Евростандард ќе пропадне за да си ги извади парите навреме? Нина Ангеловска ги повлекла парите од Евростандард во јануари и јуни годинава, односно последната промена е направена само 2 месеци пред Народната банка да ја одземе дозволата за работа. Кога стапила на функцијата, имала девизен влог од 51.232 евра и депозит во вредност на 12 милиони денари. Кога станала министерка во техничката влада, на 21 јануари пријавила дека повлекла 8 милиони денари кои ги вложила во инвестициски фонд. Последната промена е направена на 24 јуни. Таа во меѓувреме купила и стан од над 70 квадрати. На 24 јуни, кога всушност пријавила дека од денарската сметка повлекла 3 милиони и 600 илјади и 694.987, значи на таа сметка и останале 481.420 денари. А исто така пријавила промена и на девизната сметка, така што тамо од 51.233 евра останале 534 евра. Антикорупцијската комисија ќе отвори предмет за министерката Ангеловска. Истрагата треба да покаже дали Ангеловска располагала со претходни информации кои влијаеле на тоа таа да ги повлече незините пари од банката навреме. Имено таа во март и почетокот на мај била на состаноци на Комитетот за финансиска стабилност, со кој претседава гувернерката на Народната банка. Антикорупцијска тврди дека подолг период траеле обидите за санација на банката, па треба да се истражи дали Ангеловска имала целосен увид во финансиската состојба на Евростандард. До донесување на одлуката за стечај на Евростандард банка поминате подолг период и направени се, предпоставувам, повеќе активности од страна на Народна банка, што значи дека имало простор да се имаат информации. Меѓутоа, сето тоа додека не се истражи, неблагодарно е било што да се кажува. Со кратки зборови отвараме предмет за да се увериме дали постоело или не постоело некаков судир на интерес. Информациите дека подигнала штеден депозит од Евростандард банка по добиена информација дека банката ќе изгуби лицензата, ги демантира од кабинетот на министерката и ги оквалификуваа како лажни вести. Потенцираа дека промените биле направени пред подолг период. Сепак, бројките покажуваат дека последен пат Ангеловска повлекла пари неполни 2 месеци пред Евростандард да ја изгуби дозволата за работа.